Добро вечер на сите што се вклучувате. Верче, Здраво. здраво. Јас те слушам добро. Дали ти ме слушаш добро? Да. Да, мислам да почекаме уште некоја минутка, затоа што веќе има некои вклучени, но Да. да оставиме уште некоја минутка за да Апсолутно. дозволиме да се вклучат повеќе кои што имаат интерес да не слушнат. Јас ја напишав темата во коментар за која што ќе разговараме. А сите што се вклучени сега, ги поканувам доколку ви имате прашања за време на споделувањето на нашите информации, слободно пишете ни во коментар. На крајот од споделувањето ќе одговараме на прашањата кои што ќе ги имате. Да, и во коментар може мејл да си оставиш контакт, телефон. Да, сега ќе го напишам и телефонскиот број за контакт. Дали се слушам добро или да се ставам слушалки? Добро е. Мислам дека имаме веќе вклучување и дека може полека да си почнеме ние со нашиот разговор. Видеото на крај ќе биде снимено и ќе може да го погледнат и тие кои што не можат во моментот да го гледаат. Може полека да се започнеме со темата која што ја најавивме. Океј. Добро вечер на сите. Се надевам дека повеќето знам дека ме знаат. Јас сум Верица Огњанова. Тренер по доста холистички пракси. Примерна професија ми е медицинска сестра, но мојата љубов ја најдов во холизмот и сум тренер, ментор по доста холистички пракси. На мојот пат на себе спознавање и градење, често универзумот не спојуваше заедно со љубица и ми е драго што еве сите овие години ова наше пријателство само се зацврстуваше, растеше и едноставно сметам дека сме некои како да кажам, јас како спиритуалец што си ги викам фамилија, кои што сме се спуштиле овде на планетата Земја да ја дадеме некој допринос. Јас сум горда што ете на моите 36 години, љубица ти беше 35, ако не се лажам. Малку. Или уште малку, да. Што сме свесни, што свативме дека моќта е во нас, без разлика животот какви предизвици да ни дава. И сега само што бев на една сесија со мојот тренер, мојата менторка, мислам дека се што праве за кревање на свеста до прва, апсолутно мораме сите да бидеме гласни и сето ова што се случи изминатиот период, толку добив пораки, како се справуваш, Верица, како бидејќи јас пред 7 месеци го загубив моето дете од физичкиот свет, Јоана, се што ја има чест да ја се познаат. Сметам дека ние не знаеме како да се справиме со травми. По пораките и како луѓето ме пристапува. И мислам дека на овој начин ќе допринесиме. Ако јас сум можела да се вратам за 7
месеци да инспирирам и ете љубец, ти знаеш дека мојот најтежок период јас не престанав да работам, да правам работилница. Тука сигурно сме се причини. Така да исто се восхитувам еве на ова твое ново дете. Тој нов проект кој што апсолутно бе фасцинантно кога го слушнав. Јас секогаш поздравувам како класична водолија кога спојуваме неспојиви работи или кога ги модифицираме и секогаш сум за да се држиме и кон древните, и кон обуки, едукација, апсолутно тоа се е потребно, но сепак од сепо нешто да синтетизираме и да наградаме на крајот да правиме еден наш бренд, една наша есенција, нешто што е наш порив, познавајќи те тебе како фасцинантен физиотерапевт и енергетски практичар. Јас сум восхитена од тоа, еве, овој твој повик на душата и драго ќе ми биде што повеќе луѓе да слушнат и апсолутно го поздравувам и те охрабрувам и повеќе. Да. Ти благодарам, Верче, за воведното представување на нас двете, затоа што мислам дека имаме многу заеднички теми на кои што може да разговараме и да ги споделуваме со луѓето. Како што и ме најави пред малку, да, тие што ме знаат, веќе знаат што е тоа што го работам. За тие што не ме знаат, моето име е Љубица и да, моето патување со работата поврзана со помош, подршка кај луѓето започнува од пред повеќе од 10 години, кога ја завршив мојата едукација поврзана со физиотерапија. И од тогаш па до ден денеска ја применувам физиотерапијата. Најмногу од сето тоа што го услужува физиотерапијата е мануелната терапија, масажите и исто така како поврзување на физиотерапијата се вклучени и други едукации, други модалитети кои што се поврзуваат една со друга за да може да се пристапи на различен начин кај човекот, за да може соодветно да се прилагодам преку услугата кај секој различно. Останатите модалитети кои што се поврзани со услугите кои што ги нудам се енергетските модалитети кои што ги најави, коучингот, алатки од коучинг, исто така пред од неодамна ја завршив едукацијата за кариерно советување, каде што ми се проширува палетата на знаење и на алатки за помош и за подршка кај луѓето. Ти честитам. Нека стигнат сите овие твои знаења и вештини до сите души кои што се спремни. И многу ми е драго. Јас сум, ме знаат луѓето по природа, колку сум лидер и колку секогаш несебично ги споделувам информациите и секогаш за тебе кога сум зборувала, сум се трудела да освестат луѓето што значи да си енергетски физиотерапевт, а не обичен терапевт или човек што работи масажа. И многу ми е драго што во овој момент кликнало и се создадува еден проект, бидејќи јас
како енергетски практичар, знам што значи кога те масира човек кој што како прво е свесен и како второ што е канал. Тоа не е само обична масажа, туку тоа е и енергетски третман. Како тренер со семејни констелации, често работам, знаеш, со врски и апсолутно секогаш апелирам. Една од целта ми е на луѓето да ги освестат што значи со кои луѓе разговараме, мислиме, да не зборувам кој не допира, да не зборувам врски, интимни односи, да за секогаш не останува во нашето енергетско поле. И многу ми е драго што постојат луѓе како тебе, што се образуваат, едуцираат и барем јас до сега кај што сум го споделила искрено твоето искуство и твојата работа. Луѓето не знаат што е, ама се чувствуваат посебно после тие масажи, тоа е само бидејќи си практичар по енергетски техники, реконекција, рейки. И тоа е во тебе. И јас тоа сакам да го освестат луѓето што значи. Многу е лесно ние да имаме диплома и да сме титули по нешто. Но ние сме титулата, ние сме главниот производ. Затоа чувството или ефектот или искуството после било каква конекција со личност која што е целокупна, која што буквално е производ и од коучинг, и од холизмот, и од енергетска, дава буквално една благодет на таа личност. И многу ми е драго. И се надевам дека твоите дарови и твојата големина допрва ќе стигнува до сите души кои што се спремни. Јас сум ти секојаш многу благодарна за секоја масажа. Сум нова. Да, ти благодарам, Верче, што го сподели искуството, но сето ова што го кажа, мислам дека е поврзано со развивање на свесност. Затоа што како што се развива нашата свесност за нашето физичко тело, за нашето ментално тело и за енергетското тело, така човекот всушност осознава каков е контактот со луѓето со кои што стапува во интеракција. И суштината на сето ова што го работам, првично за себе, а преку себе и кај другите, е всушност спознавање на самите себе и развивање или проширување на свесноста, за да посвесно се водиме низ секој дел од животот, без разлика за кој аспект станува збор. Драго ми е за овој твој визионерски чекор. Јас како класично водолија секојаш поздравувам кога човек спојува неспојивото. Драго ми е апсолутно и посакувам секој човек и да е практичар и кој што онака има дарови, кој што е домашен масажер на сите. Има луѓе кои што имат таков дар. Нешто низ годините што често ми иде како информација од клиенти е дека баш го нафрлам и зошто сметам дека е толку битна оваа твоја обука која што ние пласираш, е тоа што во минатото, да кажем од нашите предци, луѓето што работеле со бајање, со басни, како еден од древните начини на исцелување, па да не зборувам за енергетски практичари веќе, да речем, последните 20 на години, кои што се 30 на, можеби на светско ниво, па и исто за физиотерапевтите, имав една информација дека умираат рано, дека често се болни, закачуваат болести. Тоа не мора да е така. Затоа е толку сметам дека ова е повик на твојата душа, како да ја крене свеста. Апсолутно дека ние после секоја работа, исто што кажав претходно, е дека тие енергетски нити за секогаш не остануваат у
нашето поле, кога некој надопрел, кога некој сме имале однос. Многу е битно како да научиме ние како практичари или како луѓе што работат со луѓе, да научиме како да си ја враќаме својата енергија, како да си го чистиме нашето поле, како да се полниме и како од таа позиција на целовитост да делуваме, да си исцелител или практичар или физиотерапевт, не мора да значи дека на крајот од денот треба да бидеш енергетски истрошен. А најмалку па болен. Тоа апсолутно разбирам од каде и мислам јасно ти и тебе, можеби зошто било тоа така во минатото, бидејќи ја немало свесноста и доцираноста на нашето енергетско поле, на важноста на нашето енергетско туширање, на сечење на етеричните врски, полнење на нашата аура, нашите енергетски центри. И ми е драго што постои личност која што од сите своји вештини и знаења се надевам дека ова твоја обука ќе стигне и ќе ти стане една пракса која што ќе правиш неколку пати сигурно годишно. Чисто закривање на таа свест и да знаат дека луѓето и покрај тоа што со сервис на други луѓе можат да бидат од улога на целовитост, не од улога на, нели, потоа со мачтини, со тежини, со... И драго ми е повеќе. Да, како надоврзување на сето ова што го кажа, за тоа што мислам дека веќе навлеговме во темата, за тоа кај кој се може да се вклучи во самата обука, како што и самата кажа, дека можеби и самиот назив на модалитетот кој што ќе го нудам за време на обуката е поврзан со терминот масажа и може луѓето да ги асоцира дека е намената само за лица кои што веќе имаат познавање во делот на физиотерапијата, на мануелната терапија, но сепак сакам да знаат сите кои што ќе го слушаат ова видео, дека овој модалитет, оваа обука може да и значајно е да се вклучат лица кои што веќе се занимаваат со физиотерапијата, со мануелната терапија или со било каква поддржувачка и помошна услуга кај луѓето, но сепак покрај овие професионалци овој модалитет го препорачувам на секого, заради тоа што самиот модалитет е едноставен и не е потребно некакво предзнаење за да може да се вклучат во обуката, првенствено за да имаат самите алатка со која што ќе може да си работат првично на себе, а подоцна и со своите блиски или доколку имаат порив и да ја споделуваат и пошироко преку услуга со клиенти. Дали ќе учат и техники како да масират или повеќе кон енергетската дел ќе бидат насочени? Обуката. Да. Обуката е поделена во 3 модули, со тоа што, како што и кажав, дека самиот модалитет целокупно во сите 3 модули е едноставен, мануелно, модалитетот ќе биде поврзан со едноставни движења и ќе биде поврзан... Не мора да е терапевт, не мора да е физиотерапевт. Може и обичен човек кој што сака да совлада вештини за себе помош, за масажа, така? Така, заради тоа што како што кажав, дека физичкиот контакт со сесија кога се работи на себе и кога се работи со клиент се представува само позиционирање на дланките на одредени позиции или на одредени делови од телото
и преку самото позиционирање и поставување на дланките во одредени делови на телото развиваме свесност за психолошкиот аспект, но и за енергетскиот аспект кај личноста, кај кое што е фасилитирано. Како вид на енергетска диагностика, така? Енергетска диагностика во исто време, енергетско ослободување. Браво. Да. Суштината на овој модалитет е всушност поврзување на сите аспекти кај човекот преку допир на телото, на одредени делови од телото со тоа што ќе биде опфатено целото тело и преку самиот контакт на тие делови од телото всушност развиваме свесност како секој дел од телото е поврзано со одреден психолошки аспект и преку поврзување со енергетското квантно поле всушност делуваме кон балансирање на одредени физички манифестации или психолошки манифестации во одредена регија кои што се актуелни во дадениот момент додека се фасилитира сесијата за енергетска персонализирана масажа. Браво. Баш ми е драго. Да. Значи, после тоа добиваат некоја сертификација, можности кои би ги имале после завршување на оваа обука? Да. По завршувањето на обуката, секој учесник добива сертификат и добива приручник за подсетување на тоа што ќе се помине како теоретски дел и како практичен дел за време на обуката, со тоа што во главно суштината на ова обука е самите учесници преку добивањето на знаењето на обуката да го применат преку градење на своје искуство. Преку градење на своје искуство тие ќе имаат секогаш можност да се навратат во прирачникот во кој што ќе бидат прикажани слики за позиционирање на дланките на одредени делови од телото, да се навраќаат за поврзаноста на физичкиот и психолошкиот аспект при одредени делови и преку нивното искуство ќе може да го споделуваат по завршувањето на обуката со тоа што ќе бидат организирани месечно 2 пати средби да имаме со учесниците, за да може да ги споделуваат искуствата и на тој начин да учиме заедно преку искуството што ќе го добијат. Ова е најбитниот момент. Јас мислам дека некој од љубопитност, некој од се може човек да заврши, но тука е тој главен момент, интеграција. Баш тоа ми беше во прашање дали имат некоја поддршка понатаму од тебе, дали онлайн, дали... Предвидени се првите 3 месеци по завршувањето на обуката да се одржуваат 2 пати месечно во координација со учесниците, заеднички средби во кои што ќе ги споделуваме заеднички искуствата кои што ќе ги имаат и да, мислам дека со нивното искуство ќе се отвараат можности и можности за тоа како да продолжиме заеднички да го шириме сето ова што го знаеме и ќе го учиме со моќта на групата, моќта на кругот. Тоа е многу битно. Бидејќи некој и да нема толку мотивација или онака да влегува нешто во љубопитност, кога има поддршка оваква, ова е вистинска интеграција, браво, баш ми е драго. Посакувам да стигне до сите души кои што се спремни за ова патување. Можеш да споделиш време,
детали, дали е физички, дали е онлайн? Да, обуката ќе се одржи на 5 и 6 април, сабота и недела, со почеток од 10 часот до 17, со физичко присуство ќе се одржи во кисела вода, но зависно од бројот на учесниците, доколку има некаква промена за локацијата на одржување, сите учесници ќе бидат на време информирани. Да. Нека други детали информација до сите души кои што се спремни. Уште цена не ни напомна, мисла, ако не се лажа. Некои други информации, може би прашање доколку има некој, али мислам дека сепак може апсолутно да ти се јават и ја секој преферирам разговор, бидејќи пишаната комуникација понекогаш е малку ограничена. Затоа мислам дека ако некој веќе е спремен кон нешто да интегрира или слобода, најдобрите и најчестите информации. Мислам дека вреде некој да потроши 10 минути за сите детали во разговор. Али апсолутно ако има прашања, тука сам ќе одговорите. Телефонскиот број е оставен во коментар за сите што имаат прашања кои што јас во моментов не гледам дека има некое прашање во коментар кој што е потребно во моментот да се одговори. Затоа сите кои што имаат дополнителен интерес, дополнителни прашања, слободно искористете го телефонскиот број кој што е оставен во коментар. Па ќе се навратам на прашањето кое што ми го постави претходно поврзано со цената. Може би ова ќе биде привлечна понуда за сите кои што имаат желба да се пријават, заради тоа што понудата на цената е со рана уплата до крајот на март. Цената е 255 евра, во наредниот период до одржувањето на обуката цената е 333 евра. Заради тоа ве поканувам сите кои што имате порив, кои што сакате првично да се помогнете самите на себе, преку тоа и на другите, и да имате алатка со која што ќе може да го направите тоа. Искористете го телефонскиот број кој што е оставен во коментар и слободно ако имате прашање, побарајте ме. Тоа е исто со целокупната 3-месечна подршка, нели 2 пати месечно, што е сета севатација, нели? Да, обуката тоа што е предвидено во наредните 3 месеци да одржуваме средби е вклучено во самата цена, со тоа што и по завршувањето на тие 3 месеци останува да видиме каква ќе биде заедничката соработка за продолжување и понатаму да соработуваме и да ја шириме свесност. Те честитам, Љубице, од срце те посакувам да стигне ова информација и ова да стане еден твој бренд, бидејќи јас знам колку си ти фасцинантно во тоа што го правиш. Твоите масажи се волшебни. И од срце посакувам тоа знаење и таа свест да стигне до сите луѓе кои што веќе одлучиле да работат со луѓе и да научат како да си ја држат својата енергија, како да си ја полнат својата енергија. Бидејќи апсолутно, мислам, влевање во маркет знае да те истроши, влевање во автобуса, камоли една часовна масажа на некој човек, бидејќи ние му влеваме во енергетското поле, во електромагнетното поле на човекот. Затоа за да научиме да се грижиме, ова е и грижа за себе, но грижа и за клиентот, и тоа сето да биде еден глаток процес во кој што ќе биде уживање, а не изначување.
и за терапевтот и за клиентот. Јас ти благодарам. Мислам дека спомнавме се, може да направиме уште еден лайв пред да имаме време до април, доколку сакаш мада да стои и снимката. Јас би ве поканила утре на моите групни медитации кои што ги водам, речиси, не знам, 4-5 недели. Тоа е на мој допринос за заедницата. Секој четвртак до 21 часот водам медитација за исцелување на Мајка Македонија. Веќе во групата сме 55, од вчера 56 луѓе. Како помагаме на првен водам исцелување за себе си, па од таа исполнетост, па помагаме и на Мајка Македонија. Од срце ви посакувам да почувствувате позив, порив. Има квалитетни луѓе и во Македонија, да ги гледаме нашите квалитети, да се поддржуваме едни со други. Во самото јас имам моја работилница секоја недела, обично во петок мислам, каде што водам медитација, дишење и семени констелации. На ова недела ќе бидат во самото од 16 часот. Кој чувствува позив, порив од душата, кој што сака да биде лидер на својот живот и да креира светлост. Тука сме. Фала ти, љубите. Посакувам да среќа. Ти благодарам, Верче, за разговорот. Се надевам дека важните информации кои што сакавме да ги споделиме со луѓето, мислам дека ги споделивме, но ќе ни значи и фидбекот од сите кои што ќе го слушаат ова видео, за било какво прашање, за било каков коментар, да знаат дека може да не контактираат мене или тебе преку социјалните мрежи, преку телефонските броеви кои што ни се изложени на социјалните мрежи. И посакувам искрено ова наше дружење да продолжи во наредниот период, каде што ќе го шириме сето оно што го живееме првично јасите и кое што сакаме да го споделиме. Апсолутно. Се повеќе. Еве само јас представив некоја дисциплина со медитациите, али апсолутно сметам дека е потребно и неделни вакви отворени канцеларии, чисто да ги доближиме сите наши дарови, знаења. Исто, ова е само еден дел од ти се што знаеш и нудиш или јас. Мислам дека она златно правило, човек знае само кога се сретнува со нешто што е непознато, или да го исмее, или да го осуди. А тоа е само бидејќи нешто не е непознато. И мислам, за да промениме свеста и да го расшириме, споделиме, доближиме до луѓето, дефинитивно може би ова е некој столб, темелник на некоја наша неделна рутина која што треба да ја поставиме. Би ми значен коментарот, дали би ви служеле вакви разговори, не само меѓу тебе и мене, ние имаме накупнели колеги кои што апсолутно можеме. Му требаме на Македонија, знам дека му требаме и време е сите, секој со својата есенција, со својот допринос, со својата знаење и вештини да помогне. Фала ти од срце. Фала, Верче. Фала ти и на тебе и фала ви на сите што го слушате и ќе го слушате ова видео и до некоја следна прилика се гледаме повторно. Имајте пријатна и убава вечер. Фала ти, драга. Слушаме. Чао.